ја видов веста за министерот за одбрана на Грција и лидер на АНЕЛ, независни Грци Каменос, кој што ја напушти, даде оставка од позицијата министер за одбрана. Имав веднаш потоа кратка кореспонденција со мојот колега Катругалос и добив уверување дека грчката влада останува силно посветена согласно националните интереси на Грција да ја заврши работата со Преспанскиот договор. И во таа смисла мислам дека покорисно е да упатуваме порака дека е време двете држави кои што се соседни земји, кои што споделуваат многу заеднички интереси, да го направат овој исчекор кон блиско пријателство, стратешко партнерство и идни сојузници, нешто што може би и порано, или може би, не може би, туку сигурно и порано требаше да го направиме. Во однос на второто прашање, влегувањето во сила, во блиски консултации меѓу двете влади и меѓу двете министерства за надворешни работи, најдовме начин нашиот внатрешен процес, влегувањето во сила на уставните амандмани, кои што зависат од тоа кога и како ќе се заврши работата и од парламентот во Атина, да биде усогласен со влегувањето во сила на Преспанскиот договор. Има начин и е многу важно и од аспект на нашиот домашен уставно-правен поредок и од аспект на влегувањето во сила на Преспанскиот договор, кој што е меѓународен билатерален договор, тие две работи да се случат заедно. Да влезе во сила Преспанскиот договор заедно со двете ратификации од страна на парламентот во Атина и на договорот и на пристапниот протокол за нашето членство во НАТО, и има начин како тоа да се направи. Разговаравме за тоа блиску последниве денови. Благодарам.